Иако сестрата на поранешната специјална обвинителка Катица Јанева не доставила целосна и навремена документација за да биде член на управниот одбор на Комисијата за хартија од вредност. Сепак, Лилја Делиџакова се уште е член и зема плата од владиното тело. Пред повеќе од 7 месеци антикорупцијска реагираше. Бара од владата повторно преоценување на постапката за избор на претседател на комисијата и нејзини членови. Велат се уште немаат добиени информации за нивното барање. Владата на Република Македонија се уште нема доставено информации по однос на нејзиното постапување по доставената иницијатива од Државната комисија за спречување корупција по предметот избор на членови на Комисијата за хартии од вредност. Во текот на наредната недела ќе се одржи состанок со Лупчо Николовски, на кој ќе се разговара и за овој предмет. Во јули минатата година од Комисијата за спречување на корупција реагираа за изборот на Делиџакова, за која дел од документите што ги има доставено во апликацијата се со датум подоцна од датумот до кој требало да се достава до владата. Владата ја избрала без да биде обезбедена целокупната потребна документација, согласно Законот за хартија од вредност. Алфа побара одговори од владата кога ќе ги испратат потребните информации кои антикорупцијска ги бара и дали ќе се преиспитува одлуката за избор на членови на комисијата. Но до почетокот на вестите одговор не добивме. Сестрата на поранешната специјална обвинителка во 2018 година стана член на Комисијата за хартија од вредност на предлог на владата. Откако за претседател на ова тело беше избрана Нора Алити, кандидат кој го предложи ДУИ.